Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е Горан Минчев, министер за јавна администрација и генерален секретар на партијата Знам. Господин Минчев, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. На пола мандат сте во владата. Премиерот Мицковски најави дека во втората половина ќе продолжи со некако освежен кабинет. Најави дека утре веќе ќе има средби со Меджити Касами, со вашиот лидер Максим Димитриевски во сабота. Но вашата партија уште пред 2 недели излегува со став дека тие правеле оценка на вашата работа и заклучиле дека и вие и министерот Филков добро си работите работата и дека нема да барате никакви промени на ресорите и дека сметате дека договорот што го имате со ВМРО е за 4 години додека трае мандатот нова влада. Дали ова дефинитивен став на партијата Знам со која ќе настапи лидерот Димитриевски или можно е да омекне во тие разговори со Мицковски? Да, од вашето прашање можам да потврдам два става. Тоа е дека ние направивме договор за коалиција со ВМРО ДПМН за 4 години при нашите првични разговори за влез во владата. И второто е дека партиски делегации предводени од председателите на партиите, господинот Димитриевски и господинот Мицковски, во сабота ќе се сретнат да ја отворат темата за реконструкција на владата. Но исто така на таа средба ние како движење Знам за наша Македонија, како веќе оформен став, ќе сакаме да дознаеме, значи, за каков опфат се работи за реконструкција на влада, затоа што граѓаните претежно кога се разговара за реконструкција на владата, мислат дека тоа е само првиот ешелон министрите. Меѓутоа тука има и голем број на втор ешелон, трет ешелон избрани и именувани функционери, кои што исто така се на тие позиции со соодветна намена да испорачат резултат. Значи тоа како прашање ќе го отвориме. Да, дали сте отворени за промени некакви или вие ќе се држите строго ние во изминатиот период како партија направивме евалуација не само на министрите, замениците министри, условно кажано, државните секретари, кои ги третираме како позиција од првиот ешелон, и на сите други функционери кои што се предложени од движењето Знам за наша Македонија. Направивме ревизија на нивното 2-годишно работење и нашиот став во овој момент е дека нашите два министри и сите други останати функционери ревносно и добро си ја вршат својата работа, затоа што за ова прашање нема дали сакаш некој или не сакаш, туку дали испорачува резултати или не испорачува резултати. За вас можеби и не толку, но за Филков не знам какво мислење има премиерот Мицковски, особено што многу од неговите закони доцнат. Јас во овој момент можам да го кажам нашиот став. Ние сметаме дека двата министри од редовите на Знам за наша Македонија одлично ја вршат својата работа, впрочем, за тоа не говориме ние. Тоа се првичните зборови и првата реченица од пресконференцијата на господинот Кошта, кој што беше неодамна во Македонија, кој што како прв показател ги прикажа и како видлив, опиплив напредок токму овие два ресори, односно патоказот за владење на правото и реформите во јавната администрација. Но сепак господинот Мицковски е премиер и ние би сакале на таа средба, почетна средба во сабота, да ги чуеме аргументите и од другата страна. Какви се односите меѓу премиерот Мицковски и вашиот лидер Димитриевски? Имаше во јавноста шпекулации дека имало наводно некаква голема кавга меѓу нив двајца. Па да одговорам на ова ваше прашање со можеби една парола која што беше за еден референдум чинам за територијалната организација, некои прашања не заслужуваат одговор. Да, вие бевте тоа во СДС, само па можеби и сте учествувале во создавањето на ова парола. Да, може. Да. Добро, колку сте вие задоволни од третманот што го имате во владата, со оглед на тоа дека сте сепак најмал коалиционен партнер? Дали се чувствувате достоинствено испочитувани, дали имало случаи да ве надгласуваат на седници на влада? Видете, како да ви кажам, значи на третман се оди во косметички или фризерски салон. Овдека се превзема, значи како членови на владата ние превземаме одговорност. Ние при разговорите со ВМРО ДПМН како наш партнер во оваа владина коалиција разговаравме за промена на принципите или мајндсетот за работење на една влада. Ние посебно инсистиравме на тоа да докажеме дека членството во владата значи не е привилегија, туку одговорност. Ке ми дозволите на кратко да објаснам што значи тоа. Ние во владата влеговме со нашите програмски определби. Тие не беа големи, тие беа ветувања кон граѓаните
и врз база на нашата програма која што имавме на парламентарните избори, инсистиравме да стане дел од владината програма, што е така, и која што всушност како дел на владината програма се спроведува. И имавме неколку битни работи кои што за нас како движење се клучни. Првата е значи прашањето околу промената на уставот. Значи тука имаме прилично ригиден став и мислам дека тука сме на исти став со ВМРО ДПМН за промената на уставот, односно внесувањето на бугарите на уставот. Втората клучна точка за која што разговаравме, која што е дел од нашите барања, е дедуизација. Граѓаните или пак припадниците на албанската етничка заедница тоа го сваќаат погрешно. Ние не велиме деалбанизација, туку дедуизација, односно оној однос кој што дуи го имаше кон СДСМ, веќе никогаш да не се повтори. Третиот столб на кој што ние преговаравме, ќе ми дозволите, ќе биде малку подолг, битно е за граѓаните ова да го објаснам, е всушност децентрализација или повеќе пари во локалната самоуправа. Четвртиот столб ние зголемен стандард на граѓаните. Петиот столб ние самоодржлива држава во делот на земјоделието. Шестиот столб ние поголеми инфраструктурни инвестиции. И на кратко, можам да кажам дека овие 6 столба кои што ние ги промовиравме во програмата околу колку беше 20 на дена кампања и за кои што преговаравме, можам да кажам дека во овој момент се и остварен. Зошто? Затоа што првиот услов промена на уставот не се случува и ние имаме тука идентичен став со ВМРО ДПМН. Вториот услов за дедуизација или народски кажано, онака како што го чувствуваа граѓаните македонци во Република Македонија, да не бидат граѓани од втор ред во сопствената држава. Третиот услов, со помош на унгарскиот кредит, имаме до сега преку 250 милиона евра инвестиции во локалната самоуправа. Што се однесува до инфраструктурата, веќе сме во налет на голем број на инфраструктурни проекти, повеќе патни правци, нешто што е од енергетиката. Добро, значи вие не сте пишман што влеговте во владата пред 2 години. Па не, ние сакаме да превземеме одговорност. Не може да бидете пишман, вие учествувате на избори, да бидете дел од владата. Да, вие бевте, се сметаше дека сте партија во подем, за неколку месеци стигнавте до 60.000 гласа, освоивте 6 пратеници, но одлучивте да влезете во владата и сега некако ви се топат бројките. Зошто граѓаните не го препознаваат ова вие што го говорите? Еве на последните анкети што ги сподели премиерот Мицкоски на тој брифинг со новинарите, имате 2,3% само рейтинг. Левица има 3 пати повеќе од вас. А на изборите имавте исто гласови. Речи си исто. Добро што го поставите ова прашање и дозволите ми да објаснам. Прво мислам дека на брифингот кој што го одржал премиерот се 3 анкети кои што имаат различни методологии. Што значи не може да се направи Добро, просек е 2,3%. Да, не може различна методологија која што има анкети да се направи просек, затоа што сите според различен модул ги пресметуваат процентите на одреден политички субјект. Тоа е под број 1. Под број 2 ќе ве поправам, значи ние формиравме партијата 2-3 месеци пред изборите, затоа што утврдивме дека тоа е единствениот начин да работиме на парламентарните избори. Меѓутоа, да ве потсетам, ние имавме една иницијатива за формирање на политичка партија која што траеше повеќе од 1 година дена. Значи, ние имавме десетина граѓански здруженија кои што на крај со сопствена иницијатива влегува во овој процес на формирање на политички субјект. Што значи имавме свој постулат, имавме своја идеологија, имавме наши генерални политички правци. Да, зошто граѓаните не ги препознаваат сега? Па не би се сложил со вас, тоа дозволете ми да ви го објаснам, сакав да се навратам околу анкетите. Ако добро се чита, дури и таа методологија која што беше на брифингот премиерот, на локалните избори исто имавте пат на бројот на гласови. Да не се анкетите, да ги земеме локалните избори. И тука ќе ве негирам, но ќе ми дозволите да ви објаснам на што се должи тоа. Прво, да почнеме од локалните избори. Движењето Знам за наша Македонија на локалните избори имаше 39.000 гласа, односно околу 40.000 гласа, но 20.000 помалку отколку на парламентарните. Не, тоа не е точно, тоа е ние на парламентарните имавме 56.000 гласа. Добро. Значи имавме 17.000 гласа помалку од парламентарните избори, но тука треба да се знае дека на парламентарните избори ние учествувавме во сите општини на изборите по актуелниот избирачки закон. На локалните избори ние од 80 општини учествувавме само на 53, што значи на 27 општини помалку.
Таму воопшто граѓаните немале можност да гласаат за нашите советнички листи. Тој е аргументот број 1. Аргументот број 2 е намалениот процент на излезени гласачи кој што беше на локалните избори. Тоа се одрази кај сите Не ја партии. заборавајте Да, се одрази кај сите бројката. партии, тоа. Точно, но не ја заборавајте бројката, во тие гласови има и гласови на знам. 170.000 граѓани излегоа помалку на локалните избори од парламентарните Добро, избори. дали на следните избори вие ќе одите сами, повторно, или можно е да правите предизборна коалиција со ВМРО ДПМН? Имавте некако генерална проба со локалните избори, се поддржавте меѓусебно за градоначалниците? Видете, ние и на локалните избори настапивме самостојно. Значи, нашите листи беа листи составени од... За листи да, но за градоначалници се За поддржавте градоначалници меѓусебно. имавме ние, би кажал, джентлменски договор само за две, што се однесува општини кои што беа кандидати на движењето Знам за наша Македонија и ги поддржавме кандидатите на ВМРО ДПМН во сите општини. Всушност, ние сме и сега владина коалиција, но нашиот став е дека би било добро ние како движење Знам да настапиме самостојно на следните парламентарни избори, без разлика која ќе се случи дали се предвремени парламентарни или редовни, но исто така мораме да ги разгледаме сите опции за да ги слушнеме и аргументите од било кој наш коалициони партнер. Но нашиот став е дека ние сме спремни веднаш, утре, ако е потребно да излеземе на избори и тоа со самостоен настап. Добро, но не исклучувате можност и со ВМРО да одите заедно. Ние можеме да разговараме, да преговараме, да видиме дали се работи за некаков различен концепт, каков тип на избори, како ќе изгледа таа коалиција, меѓутоа тоа е предмет на разговори. Во овој момент нашиот став е кристално јасен. Добро, може ли да кажете по што се разликува, например, Знам во начинот на владење и функционирање од СДСМ и ВМРО ДПМН? Вие рековте дека ќе влезете во владата за да бидете коректив однатре во системот, но сега дилемата е дали сте тоа или вие некако станавте класична политичка партија. Еве тука ќе споменам само за дел од обвинувањата на СДСМ дека ваши членови се исто се споменуваат, се поврзуваат со тие сомнителни тендери што ги објавуваат на пресконференција. На пример за кои тендери? Па зборува за пошта. Некој советник ваш од Кисела вода, фирмата нова, немала претходно никакво искуство, немала вработени, добила тендер милиони, таму и 200. Видете, да го објасниме, да го разјасниме тоа за граѓаните, за тој фамозен тендер на пошта, што е ноторна лага изнесена од страна на СДСМ. Кога подразбирате класична политичка партија во вашето прашање, може ли да објасниме што е тоа класична политичка партија? Па како што функционира 30 години партиите кај нас? Да. И затоа сме овде што сме. Мислите на владеачка партија? Па да, за владеачките партии, да. Добро. Прво да го расчистиме, да ја расчистиме дилемата околу овој фамозен тендер и да значи изморени сме од пресовите на СДСМ кои што секој утро практично прво го отвараат сајтот на бирото за јавни набавки и после 2 сата прават прес за некоја компанија која што е некако поврзана со некој или пак се обидуваат да најдат некаква прза. Што се однесува до конкретниот случај, а тоа е тендерот за кој што е обвинен нашиот советник од Кисела вода, да го кажам следното. Прво, тендерот на пошта е распишен. Во него имаат учествувано конзорциум на компании во кој што не е компанијата на нашиот советник од Кисела вода. Тие две компании или три, сега не ме држете за збор, уредно го добиваат тендерот низ еден јавен повик, целата постапка завршува и се потпишува договор со тие две или три компании кои што се представени во конзорциумот. Подоцна, откако целата работа е завршена, нашиот советник, кој што патем 30 години се бави во овој бизнис, еден од најголемите, да кажам, фирми кои што добивале тендери во времето на СДСМ, купува една од фирмите и станува дел од тој конзорциум на завршена постапка. Значи, тоа е многу битно да го разберат граѓаните. Токму тоа е разликата. Не очекувам ја да кажете дека тоа е токму таа разлика која што не двои и од СДСМ. Најдете ми вие една афера, еден скандал, можам да кажам за цела влада во овие 2 години, за кој што бевме сведоци без малку пред 2 години,
со владењето на СДСМД. Најдете ми еден функционер на движењето Знам за наша Македонија кој што е поврзан со некаков скандал. Нема. Тоа е основната разлика на владење. Граѓаните, според сите истражувања, се уште се убедени дека корупцијата така и се широко распространета. Тоа не може да се негира. Перцепцијата на граѓаните треба многу чекори да се направа за да таа се тргне, но јас ги кажувам реалните, практичните работи и она што се случува во моментот. Да. Мислам на улица да излезете да ги прашате луѓето дали веруваат дека кај нас тендерите не се наместени, не знам колку луѓе ќе ви кажат дека веруваат дека не се наместени. Веројатно малцинство ќе бидат. Јас за конкретниот случај ви дадов одговор. Добро. И повторно прашувам и ги повикувам сите граѓани. Ако има сознание за било каков манипулативен јавен тендер од страна било кој функционер, не знам, ние сме спремни да реагираме како партија. Ние влеговме во оваа влада токму така како што кажував претходно да ги смениме принципите на вредности, да не се смета дека власта е привилегија, туку одговорност, испорака и резултати за граѓаните на Република Македонија. Апсење на двајца директори поврзани со тоа се и докажува. Да. Што мислите, зошто ова ваше размислување не го делат сите во партијата? Е конкретно пратеникот ваш Миле Цеков си поднесе оставка. Во оставката напише дека промените за кои влегол во политиката не гледа дека се случуваат во пракса и дополнува дека не прифаќа да биде дел од систем оптоварен со корупција и со криминал. Ова се навистина сериозни, да речем, обвинувања за некој што е однатре од, да речем, тие поблизок круг во партијата. Мислам дека беше и председател на општинскиот комитет во Струмица. Одбор, како ви се викате? Општинска организација. Организација, да. Видете вака, значи што се однесува до пратеникот Миле Цеков, тој подолг период не доаѓаше на состаноците кои што беа во рамки на партијата, дали се работи за извршен централен одбор или пак состаноци на пратеничката група. Сега, ако велите за таа дефиниција, да не искочи на крајот или пак во едно време, крадецот вели држте го крадецот. Ние сме демократска партија, неколку пати разговаравме со господинот Миле Цеков, за да ја сознаеме таа состојба за која што е тој негов став, аргументи не добивме. Второ, не можеме да бидеме истомисленици, ако на првото интервју господинот Цеков го кажува ставот за промена на уставот, кој што е несоодветен или пак не е став на Знам. Второ, не можете вие да кажете дека и гласате при тоа за предлог на СДСМ кој што се однесуваше за минималната плата. При тоа во вашата прва изјава да кажете дека минималната плата треба да расте постепено и сега наеднаш имате загриженост што се однесува за работниците во Република Македонија и за нивниот стандард, односно итно зголемување на минималната плата. Тоа што СДСМ не го направи 7 години наназад. Сега, бидејќи господинот Цеков има повеќе компании, јас го повикувам, нека јавно ги покаже, бидејќи толку загрижен за вработените во Република Македонија, колкава плата дава на своите вработени. Најмалку господинот Цеков е независен пратеник. Тој е многу зависен, а тоа најдобро го знаат граѓаните во Струмица, кој кому должи, кој со кого седи и кој со кого што договара. Значи не верувате дека му се принципиелни овие забелешки? Па мислам дека тоа се докаже и во неговите настапи. Добро, имаше случаи на советничка во Прилеп, мислам дека не е само Цеков. Да, тоа е издвоен случај кој што мислам дека е плод Дали на... има и други случаи да ве напуштаат? Мислам, sada само го користи во сопштенијата, пишува дека партијата ви се распаѓа. Ние сме демократска партија, ние сме партија која што уште е во формирање. Ние постоиме 2 години на политичката сцена и можни се такви излети, би ги нарекол, но секако главниот курс, главната политичка патека не може да биде променета. Така да, дали ќе се случат, јас во овој момент не можам да ви кажам, но мислам дека тоа е, би рекол, плод на, да не бидам до крај со лоши збори, дека тоа е плод на еден клиентелистички пристап. Тоа е тие се тие класични политички партии во... Да, но во овој случај во обратна насока.
Дали тоа што имате сега 5 пратеници може да влијае на преговорите со ВМРО ДПМН за реконструкцијата или очекувате исто да ве третираат? Иако викате третман само очекувате. Видете, ние не сме влезени, јас потенцирав и во првото прашање, ние не сме влезени овдека со број на пратеници туку за остварување на нашите програмски цели. Како што наведов, можеме и да придискутираме за тоа, овие програмски цели можам да кажам дека во 2 години од мандатот веќе се остварени. Да, но секогаш паритетно се дели моќта. Така се дели. Па добро, тоа ресорите беше дел од во нашата владата. програма, секако дека тоа е дел од владината програма и за тоа сме заинтересирани со нашето присуство во владата да се остварат нашите програмски цели. И тие се остваруваат.